Прво, господине председавач, морам да ви напоменам дека во однос на вашата принципијалност од вчера, која што ја демонстриравте, денес немавте ни пол принципијалност, бидејќи тоа што ви го напоменавме вчера, дека не треба да закажувате комисија на седница на комисиите додека течат повеќе седници на пленарна седница. Вие вчера ова го занемаривте, не демантиравте дека морало да се работи, па зошто денес не работевме? Од 3 ја презакажавте во 5 часот поручек. Од 5 во 6. Зошто не работевме како што беше планирано? Само кога на власта ви треба да бидете присутни секаде каде што треба да бидете, само тогаш апсолутистички се однесувате, си ги презакажувате продолженијата и се однесувате како комисијата да биде ваша. И овој законодавен дом да биде ваш. А опозицијата мора да чека на ваша волја кога вие сакате да работите. Ова е од принципиелен карактер забелешка, затоа ви напоменувам за нареден пат да имате во предвид дека кога има повеќе седници на пленарна седница, односно кога има закажано пленарна седница, да не ги закажувате комисиите. Зошто? Бидејќи вчера не демантиравте, вчера не обвинувавте дека не сакаме да работиме на комисијата, вчера ни државте лекции како треба по деловникот, како требало да се работи, денес вие истото го прекршивте неколкократно повеќе. Зошто? Само затоа што имавте потреба вие како парламентарно мнозинство да бидете некаде и во некое време. Затоа ве замолувам да бидете принципиелни до крај кога сакате да работите принципиелно. И самите гледате дека во ова време колкова е заинтересираноста и на претениците кои што цел ден или беа во исчекување ќе продолжиме за пола сат, за 1 сат или нема да продолжиме. Никој не знаеше што ќе се случува и одеднаш ви текна да продолжиме. Толку од ова, сега да се вратиме на точката. Во однос на извештајот за работата на јавните обвинителства на Република Македонија за 2019 година. Морам да ја потенцирам годината, бидејќи уште еднаш, како и за сите претходни извештаи, мораме да потенцираме колку е заинтересираноста на ова парламентарно мнозинство и ова извршна власт во однос на согледување на извештаите од надлежните органи и подобрување на нивната работа. За неполна недела или 2 ќе добиеме извештај за 2020 година. А ова парламентарно мнозинство една година него става на дневен ред овој извештај. Почитуван председател на почитуван јавен обвинител на Република Македонија. Перцепцијата во јавноста дека во правосудниот систем имаме недоверба од над 70% се оправдува и со фактот, бидејќи вие сте дел од алката кој што го чини овој систем, кој што е сложен систем, односно опфаќа повеќе органи, кои што треба да ги штитат, односно да постапуваат по сите противзаконски кривични дејанија кои што посегнува по нив. Вие сте исто така директно учесник, зборувам како институција, во ова перцепција која што не рангира на 111-то место според Transparency International. И немојте да се обидувате и како извршители, односно како директни учесници во овој систем, да ја релативизирате состојбата со овој извештај, како што ова го прават оние кои што најмногу треба да се грижат против корупцијата, тоа е вице-премиерот Николовски и сите други органи кои што се задолжени за ова, и да обвинуваат дека народот имал грешка перцепција во однос на корупцијата. Не, народот си има добра перцепција за корупцијата и перцепцијата кај граѓаните е на високо ниво, односно имат негативна перцепција во однос на сите правосудни органи и целиот систем. Најпрво, кога зборуваме за извештајот, во самиот табеларен приказ, во кој што ги посочувате колку имате пристигнати пријави, колку имате префрлени од минатата година и колку имаме вкупно. И во наредната табела вели вака: табеларен приказ за сторители на кривични дела по години.
Покрај класификацијата на полнолетни на деца и непознати, вкупно во 2017 имало 28.753. Во 2019 година имаме 29.733. Тоа значи дека криминалот во Република Македонија е во пораст со забрзано темпо. Се криминализираат сите структури во општественото живење, а секако најголемиот криминал и прекршители на законите се оние кои што раководат со државата и оние кои што ги користат ресурсите, а секако и управуваат со сите државни органи покрај другите кривични дела кои што ги имаме. Меѓутоа, овде сакам да ви укажам на тоа дека се повикувате секогаш на членот 353 по кој што се постапува за најголемиот дел од поранешни функционери на ВМРО ДПМН, меѓутоа овде со недореченостите и оставениот празен простор за толкување и на обвинителите и на самите носители на прогонот, во членот 353 во ставот 1 покрај другото во еден дел се вели: значи, неизвршување на својата службена должност ќе прибави за себе или за друг некаква корист. Овие општи термини, почитувани, како специфика некаква корист, недефинирање, се оние празнини кои што ги злоупотребувате и согласно потребите и нарачките можете да ги употребувате, односно да класифицирате се што спаѓа во ова некаква корист. Под некаква корист може да се сврстат многу работи. Затоа апелирам доколку можете да ми одговорите на што конкретно се држите во ситуации кога го пременувате овој член и што всушност ви значи ова терминологија некаква корист. Во однос на поднесените кривични пријави, покрај другите подносители, на иницијатива на јавното обвинителство имаме поднесено само 2,5% од сите пријави. Мислам дека овде во целиот спектар на општествено живење и сите достапни информации и она познатата по допрен глас, мислам дека јавното обвинителство треба посериозно да се занимава со овој дел. Иницијативите за покренување на прекршување на законите да биде на повисоко ниво, односно овој процент да биде повеќекратно зголемен со тоа што тие се директно запознати со самите елементи на кривичните дела и битието кое што треба да се изврши и соодветно истите можат да го класифицираат кривичното дело, а со тоа секако истото да не биде само поднесена лист на хартија, бидејќи секој може да поднесе кривична пријава, а потоа вие сте должни да постапувате, со што се обременуваат и работата на обвинителството и на сите други органи кои што треба да истражуваат. Се со цел да бидат занемарени оние други суштествени предмети кај што треба да постапувате благовремено и експедитивно. Уште еден фрапантен податок според мене е кривичните дела извршени од непознати сторители. Во 2019 година до јавното обвинителство биле поднесени кривични пријави против 9577 непознати сторители. Непознати или познати, но под превезот на непознати се стават за да може да бидат затворени самите кривични дела, односно кривични пријави, бидејќи оваа бројка е половина, без малку половина од сите поднесени пријави. И овде, како што ви напоменав, во однос на членот 353, злоупотреба на службена положба и овластување, по кој што во 2018 година, ако имало 1094, во 2019 имаме 1094 во 2018, 1674 во 2019 година.
јасен податок кој што ја отсликува целокупната реалност дека криминалот во Република Македонија цвета и станува општествена појава која што во одреден момент се прифаќа и како секојдневие, односно како нормална работа за помали кривични дела, бидејќи секојдневно сме обсипани со информации за големи скандали за кои што не гледаме конечна завршница. И конечно мораме да продискутираме и во однос на така нареченото специјално јавно обвинителство, односно се уште тврдам и сум на став дека ова беше хибридна форма вметната во нашиот јавно обвинителски систем и никако не можеше да се најде во ова организација, односно во јавното обвинителство знаеме дека е организирано по принципите на хиерархија и субординација. Воопшто не гледам каде можеше ова да се внесе и истото беше противуставно, меѓутоа и Уставниот суд затаи, истото не го разгледа по иницијативата се до моментот кога во овој парламент се донесе одлука да истото биде укинато. Во еден дел од извештајот велите иницијатива за оценка на уставноста и законитоста. Овде не гледаме колку иницијативи имате поднесено до Уставниот суд за уставноста и законитоста на одредени законски решенија, а секако и дали како јавен обвинител на Република Македонија не сметате дека дали вие или пред вас требало да се покрене иницијатива за уставноста на специјалното јавно обвинителство, така нареченото специјално јавно обвинителство, токму од институцијата која што е најмногу погодена и загрозена во однос на кредибилитетот на постапување, бидејќи во специјалното јавно обвинителство знаеме дека истото имало намера и е создадено единствено за рекетирање, зашто впрочем и видовме дека носителите, односно главниот специјален јавен обвинител бил директно вклучен во предметот рекет, зашто има и пресуди. Истото било користено единствено за рекетирање и политички прогон на неистомислениците. Кога дојде ситуација да истото ги разреши одредени предмети, истото беше укинато, што повторно ќе повторам, сум согласен дека е противуставно и можеби многу по-функционално ќе беше во рамките, да беше вметнато во рамките на јавно обвинителскиот систем. Но истото не беше така направено и со тоа си ја заврши работата, се укина, а со тоа се донесе еден насилен закон за јавно обвинителство во кој што во покрај другото во членот 110 вели вака, ставот 1, јавното обвинителство не може да го заснува обвинението врз основа на незаконски прислушувани материјали. Прашањето ми е, почитуван обвинител, која правна сигурност би ја имал еден граѓанин во Република Македонија, еден странски инвеститор во Република Македонија кој би дошол, ако толкување на апелационен суд и оние надредени над нив, дека во даден момент по потреба ваква прислушкуваните разговори нелегално стекнати се користат како доказ, а овде со новиот закон, со згаснувањето на специјалното јавно обвинителство, истите веќе не може да се користат. Што значи ова? Ова значи, почитувани сограѓани, дека се што било до тогаш, истите можат да ги процесуираат и да работат по нив, но бидејќи веќе актуелното мнозинство е на власт повеќе години и, како што ќе рече и премиерот, корупцијата во однос на злоупотреба на финансиските средства од државата е токму во власта.
ова изјава кога беше во опозиција, а сега истиот не стои зад ова изјава. Да, сега корупцијата и криминалот е во нивните редови, меѓутоа истите, озаконувајќи го она што е незаконски, сакат да се покријат и да ги затворат оние кривични дела кои што ги правеле во моментот кога истите биле казниви. И конкретно потоа се повикуваат на поблаг закон. Меѓутоа, донесување на овој закон и оваа законска одредба, конкретно во членот 110, е токму избегнување на одговорност врз основа на така прислушкувани разговори. Затоа, ниту ќе имаме нови странски инвестиции со ова парламентарно мнозинство и со оваа влада, ниту некој овде ќе се чувствува сигурен, односно ќе има правна сигурност во правосудниот систем и во органите на државната управа и ќе може достоинствено да излезе пред институциите и да си го каже својот дел од постапките против кои се водат одредени постапки и ќе биде сигурен дека ќе биде задоволена правдата, односно ќе биде донесена законита одлука. Поради ова, странските инвестиции не напуштаат, граѓаните се повеќе се иселуваат и немаат доверба во целокупниот правосуден систем, а во конкретниот случај и јавното обвинителство е дел од оваа структура, која што е впрочем и најповикана во однос на покренување и гонење на сторителите на противзаконски дела, односно прекршителите на позитивните законски прописи. Затоа уште еднаш повторувам, ова гарнитура, ова парламентарно мнозинство и влада ниту имаат слух, ниту сакаат криминалот и корупцијата да се намали, што впрочем и самото јавно обвинителство во своите извештаи наведува дека ова има, односно криминалот е во пораст и се зголемуваат бројките за близу некаде околу 2000 годишно, што е сериозен проблем во кој што се наоѓа самата држава. Никако да дојдеме до разрешница до одредени големи крупни скандали, како што е скандалот со Ден Дончев, со Дака, рекет се заврши како така, што секако не е според мислењето на јавноста, ниту е одблизу решен како што треба и согласно она за кое што постоеја индиции и докази. Меѓутоа, на пресконференција ќе излезат премиерот и почитуваниот вице-премиер за борба против корупција и криминал Љупчо Николовски и презентираат акцијски план 21, како го нарекоа. И замислете, во овој акцијски план ударна точка за борба против корупцијата е дигитализација на управата за водење на матични книги, за издавање на изводи од матичните книги. Е еден од носечките столбови на оваа акција, како не баре оние кои што работат во оваа управа се најголемите криминалци во оваа држава и истите се носители на најголемите противзаконски дејанија. Почитувани, ова е замајување на јавноста и уште еден од неуспешните проекти, како што беше Советот за реформи во правосудниот систем, во кој што премиерот за жал остана сам, сите други го напуштија кога видоа дека овде се носат само политички одлуки, а не се барат експертски мислења од оние кои што сакаат да бидат вклучени. Потоа предизборно најавуваниот ветинг, преиспитување на имотот на судиите, сето ова за политички цели и за плашење и ставање под рака на извршната власт целиот правосуден систем, во кој вклучително, повторно ќе кажам, е и јавното обвинителство. Затоа перцепцијата се додека не се надминаме сите заедно да воспоставиме правен систем во кој што ќе завладее правото и во државата ќе владее правниот систем и правдата, се до тогаш ќе имаме иселување на младите и секој од нас нема да се чувствува безбеден и сигурен на правен план во ова држава. Ви благодарам.